Во Штип денеска се поставува камен темелник за изградба на новиот објект на клиничката болница. Министерството за здравство соопшти дека станува збор за изградба на нова, најсовремена клиничка болница во Штип, според светските стандарди со модерна и квалитетна здравствена инфраструктура во Македонија. Изградбата на новиот објект ќе овозможи современи услови за здравствена заштита на над 200.000 жители од Штип и целиот источен регион, кој ќе има директен бенефит од изградбата на новиот објект, соопшти и ресорното министерство. Заменик помошникот, државен секретар во Американскиот Стейт Департмент, Брајан Хојтји, денеска престојува во посета на Република Македонија, при што на средбите со политичките лидери ќе се информира за актуелната политичка ситуација во Македонија и спроведувањето на договорот во Пржино. Пред пладнето во Американската амбасада тој имаше одделни средби со лидерите на ДУИ и на ДП, Али Ахмети и Мендух Тачи. Се согласивме дека овие избори мора да бидат кредибилни, да не бидат оспорени од ниту една страна, да ги исполнат сите стандарди и да не бидат оспорени ниту локално, ниту меѓународно. Разговаравме и за чекорите кои Македонија ќе треба да ги преземе во правец на ангажманите што ни престојат за самитот на НАТО во јули, за да имаме поголеми очекувања, изјави лидерот на ДУИ Али Ахмети. Лидерот на ДП Тачи пак посредбата со Хојтји рече дека конкретната порака е дека САД се најголемиот поддржувач и сојузник на Македонија, но треба да сватиме оти ние треба на нив да им дадеме силен аргумент за тие да се борат што побрзо да станеме членка на НАТО. Нема посилен аргумент, вели Тачи, од придонесот престојните избори да бидат фер и демократски и да се исполнат условите предвидени од договорите од 2 јуни и 15 јули. Како што е најавено, заменик помошникот на државниот секретар за европски и евроазиски прашања на САД ќе биде примен од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција соопшти дека ја има предадено севкупната документација со сите списи и докази за предметот пуч при превземањето на надлежноста од специјалното јавно обвинителство. Разликата што се појавува во однос на доказите е во класифицираните материјали за кои не постои втор примерок, односно единствениот примерок од истите е предаден во Основниот суд Скопје 1 Скопје при поднесувањето на обвинението. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ниту задржува ниту поседува списи и докази за кој било предмет што не е во негова надлежност, се вели во соопштението. Судското рочиште за случајот подкуп против Зоран Заев закажано за денеска е одложено заради отсуство на двајцата адвокати на лидерот на СДСМ. Заев се појави на рочиштето додека неговите адвокати отпатувале во странство. На 80 годишна возраст денеска во Скопје почина академик Томе Серафимовски, познат македонски скулптор. Серафимовски има создадено над 550 скулптури во бронза, мермер, оникс и дрво. Од нив околу 250 се одделни портрети, повеќе од 170 актови, стотина скици, миниатури, идејни решенија од областа на ситната пластика, над 15 скулптури со анимални сцени, околу 10 торза и релјефи. Реализирали 40 на споменици и спомен обележја кои се наоѓаат на просторите на Република Македонија, на поранешна Југославија и во светот. Македонската академија на науките и уметностите на 7 март ќе одржи комеморативна седница во 12 часот. Погребот ќе се изврши во недела на градските гробишта во Бутел во 12 часот, а посмртните останки ќе бидат изложени во капелата во Бутел од 11 до 12 часот. Во изминатите 24 часа издадени се потврди на вкупно 458 странски државјани за искажана намера за поднесување барања за признавање на правото на азил, соопшти Македонското министерство за внатрешни работи. Не одете во Грција, таа веќе не е транзитна земја, повика председателот на Европскиот совет Доналд Туск по средбата со грчкиот премиер Алексис Ципрас во Атина. Тој потврди новосоздадената ситуација во Грција со нестивнувачкиот прилив на бегалци кон земјата заради затворените европски граници. Туск истакна дека ситуацијата на западната рута на Балканот е драматична и од Европската унија мора да действува одлучно. Тој нагласи дека особено во Грција ситуацијата е посложена со континуиран прилив на мигранти и бегалци. Европската унија, порача Туск, нема да ја напушти и остави сама Грција. Ципрас пак од своја страна ја истакна неопходноста сите да го почитуваат основниот принцип, што се сведува на почитување на договорите и одлуките на Европскиот совет во однос на бегалскиот проблем.
Европската комисија денеска даде зелено светло за изградба на грчкиот крак на трансјадранскиот гасовод кој е дел од јужниот гасен коридор. Со таа одлука се овозможува изградбата да заврши до 2020 година и со тоа за Европа да биде обезбеден газ од наоѓалиштето Шах Денис 2 во Азербејџан. Комисијата оцени дека тој проект не е спротивен на европското право и оти ќе обезбеди диверзификација на доставите при конкурентни цени. Предвидено е трасата да минува преку Грција, Албанија и Италија, при што на тој начин се обезбедува газ за југоисточна Европа. Трансјадранскиот гасовод ќе минува под Јадранското море и ќе чини 5,6 милијарди евра.